Затнат нос, кашлица, кивање и температура. Амбулантите во Штип се преполни. Бројот на заболени нагло расте, лекарите предупредуваат вирусот е насекаде. Променливото време, денес топло, утре дожд и студ, дополнително ја влошува состојбата. Освен респираторните симптоми, се почесто се јавуваат и стомачни тегуби како течни столици, болки и грачеви. Во периодот имаме зголемен број на пациенти со горно-респираторни симптоми, кашлање, температура, затнат нос. Ова се должи пред се на надворешните влијание на температурата, дождливото време. Знаевме дека пред неколку дена имавме повисоки температури, што не е вообичаено за овој период. Меѓутоа, последната недела температурите имаат пад со дождови и сите тоа придонесува за да имаат негативно дејство врз организмот, кои што доминираат со симптомите. Меѓутоа, не само овие што ги наброев, туку се појавуваат и симптоми на гастроинтестиналниот тракт, со течни столици, со болки во стомакот и грчеви. Лекувањето дома најмногу треба да трае 3 дена, предупреди доктор Митрова од Штип. Кога се во прашање хронично болните лица, тие треба веднаш да се јават кај своите матични лекари, се со цел да не се влоши ситуација. Најчесто пациентите пробуваат своите симптоми да ги намалат со симптоматска терапија, односно она што го имаат во својата домашна аптека. Меѓутоа, ако симптомите не се подобрат до 3 дена, 2 до 3 дена, да посетат лекар и да добијат соодветна терапија. Ова е за лицата што имаат добро здравје. Меѓутоа, пациентите што имаат хронични заболувања би требало веднаш да се јават кај својот матичен лекар за да добијат соодветна терапија. Голем број од овие предизвикувачи се вирусните инфекции, така да не се препорачуваат, кај поголем број не се препорачуваат антибиотска терапија, освен ако лабораториските испитувања што ги направи лекарот не добие поинакви резултати, тогаш имат оправданост антибиотската терапија. Меѓутоа, витамини, антипиретици, односно лекови што ја симнуваат температурата, лекови што ја намалуваат кашлицата и витамини. Инаку на овие временски промени, лекарите апелираат граѓаните да бидат внимателни, да внесуваат многу витамини, течности, да подготвуваат супи, да се консумира доволно количини зеленчук и овошје, кои претходно треба добро да се измијат. Доколку има течни столици, потребно е препорака од лекар.